Состојба што го одзема зборот, но не и желбата за живот. Сдруженијето Хоуп заедно со Центарот за рехабилитација на патологија на вербална комуникација под мотото "Надежта е нашиот најсилен збор" ги здружија знаењето и искуствата во месец јуни, месец на подигнување на свеста за афазија. Од Хоуп велат дека во Македонија граѓаните малку се запознаени со ваквата состојба, а тоа го покажува и анкетата во која од 241 испитаник, дури 68% изјавиле дека никогаш не слушнале за ваквата состојба. Интересен податок е дека 68% не слушнале никогаш за терминот афазија, а од 235 испитани, 100 мажи и 135 жени, сега кога направивме анализа според полот жени мажи, видовме дека 90% од жените кои учествувале знаат или ја знаат таа поврзаност помеѓу мозочниот удар и афазијата, а додека 74% од мажите исто така слушнале. Станува збор за состојба во која пациентите целосно или делумно ја имаат изгубено способноста на говор. Председател на Хоуп, која и самата има преживеано 2 мозочни удари, вели дека целта на ова здружение е да се постигне свеста кај луѓето за ваквата состојба. Од клиниката за неврологија велат дека дневно се хоспитализираат по 1 до 2 пациенти со мозочен удар. Говорот кај нив е или целосно изгубен или тешко оштетен. Нема медикаменти што може да го подобрат говорот, значи тоа е заблуда дека со некои лекови говорот ќе се подобри. Тој случај може со соработка и работа со нашите колеги и соработници логопедите. Инаку во Македонија се проценува дека има меѓу 5000 до 10.000 луѓе кои живеат со оваа состојба.